Купувањето на по десетици станови во Скопје заради инвестиција врши притисок врз цената на квадратот. Данскиот инвестициски фонд Vaext Capital Group за Телма потврди дека веќе купил 250 стана во изградба во Скопје, до крајот на годинава планира да стигне до 500, а за кратко време да купи над 1000 стана во главниот град. Не откриваат дали планираат да ги продаваат становите кога ќе бидат изградени или планираат да ги издаваат под кирија. Според податоците на Народната банка, становите само во изминатата година поскапеле за дури 25%, а за 5 години цената се удвоила. Градежници со кои разговаравме велат дека тоа дефинитивно ќе влијае врз покачување на ионака високите цени. Никола Велковски вели дека имаше знаци за стабилизирање на цените со оглед на тоа што понудата ја задоволи побарувачката, но зголемувањето на побарувачката за нови станови ќе ги крене цените. Ова сега може да направи повторно раздвижување и на градителите, а тоа сигурно ќе го доживее пазарот сега со подигање на цените на становите, што не е добро за нашиот купец, затоа што се тоа практично фиктивно е зголемува цената. Можда Данскиот фонд може да се носи со тие бројки, али дека е преголеми се цените за нашиот купец. Данскиот инвестициски фонд веќе има 300 стана во Софија и уште 1000 во изградба, но таму ги издава. Велковски се сомнева дека во Скопје има простор за издавање на толку станови под кирија, затоа што пазарот е презаситен, освен ако не се издаваат за краток престој како преку Airbnb или Booking. Могуче да они ова као се издава на еден ден и тоа можда е некоја нивна стратегија. Се очекува сега овие наши работници, мигранти, као економски практични работници, што треба да дојдат. Могуче да и тоа некоја нивна стратегија и политика, зашто може да имаат некои предзнаења пред нив да осознаеме што се случува. Луѓе упатени во пазарот со недвижнини велат дека и покрај енормниот раст од изминатите години цените нема да се стабилизираат на краток рок доколку владата не интервенира. Можностите за интервенција се ограничување или забрана на краткорочното издавање како што прават многу европски градови или покачување на данокот на имот за секој нареден стан на некој сопственик што не служи за живеење. Гувернерот на Народната банка Трајко Славески пред 10 дена навести дека владата можеби размислува за промени во даночната политика. Купувањето на станови заради инвестиција е проблем и во поразвиените земји. Американскиот председател Доналд Трамп минатиот месец објави дека американскиот сон за купување сопствен дом за многумина млади американци е недостижен, токму поради купувањето на живеалиштата од големи компании заради издавање. Тој најави дека ќе предложи да се забрани големите институционални инвеститори да купуваат индивидуални живеалишта затоа што во нив живеат луѓе, а не корпорации.